Кандидатурите за државен јавен обвинител се уште не се пристигнати до Советот на јавни обвинители. Председателот на Советот, Башким Бесими, изјави дека откако ќе пристигне листата, на седница ќе се разгледуваат предлозите и Советот ќе даде позитивно или негативно мислење за нив. Најави дека во законски рок ќе ја известат владата. До овој момент уште не стигнале кандидатите пријавени во огласот. Кога ќе стигнат во законски рок, од 15 дена ќе дадеме одговор на кандидатите. Ние предлогот го праќаме до владата на Република Северна Македонија и владата согласно закон ќе даде еден кандидат. Ние може да дадеме два, тројца или еден. Значи владата е таа последна алатка што дава предлог до собранието. Откако ќе се извести владата и оттаму ќе предложа до собранието еден кандидат од позитивно оценетите. На потек ќе биде собранието, а за избор потребно е најмалку 61 пратенички глас. Оваа постапка следи откако екс-државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во декември минатата година си поднесе оставка. Во моментов, функцијата в.д. државен јавен обвинител ја извршува Анита Тополова Исајловска, но најмногу до 6 месеци. Дел од кандидатите јавно ја потврдија својата кандидатура, а во трката за републичкото обвинителство се бори в.д. државната јавна обвинителка Анита Тополова Исајловска, обвинителките Ленча Ристовска, Лидија Раичевиќ, поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски и судијата Ненад Савевски од Скопскиот кривичен суд. Инаку денешната седница на Советот на јавни обвинители се одложи затоа што немаше кворум за работа, а беше предвидено и разгледување на записникот на комисијата по постапката за обезбедување и гарантирање на самостојноста на јавните обвинители, поднесена од обвинителката Ленча Ристовска, како и донесување одлуки за објавување огласи за избор на јавни обвинители во обвинителствата во Ресен, Крива Паланка и Кочани.